Два големи комунални проблеми со еден замав ке реши Штип во краток период. Со парите 1,2 милиони евра добиени од државата ке ги реконструира неизвестната за возење Борис Крајгер и со децении недопрената Панче Караѓозов. Во речиси било кој дел од денот, главната раскрсница на Борис Крајгер носи голем ризик. Одовде кон населбите Баби, Дузлак, Сењак 3 и 4 и други дневно минуваат илјадници возила, а сообраќајниот режим не е на потребното ниво, па човек не знае на која страна поправо да се сврти. Тоа е најфреквентната крстосница во населбата Сењак и можем да кажам дека таму веќе при крај нашата проектна документација со приватна проектантска компанија која што веќе работи и го привршува проектот. Веднаш после добивањето на проектите ќе аплицираме и да добиеме средства за реконструкција на оваа крстосница, која што ќе биде решена со модерен начин, современ начин кој што теренот го дозволува во тој дел. Освен на ова место, Борис Крајгер е многу ризична и на нејзиниот завршеток, бидејќи од вчера во употреба е пуштен мостот Иднина, а половина Штип веќе вози по него. Наскоро ќе добиеме проектна документација за решавање на времен режим на сообраќај со монтажни, така наречени Нью Джерси блокатори кои што ќе бидат поставени како кружен тек, со што ќе се регулира времен режим на сообраќај на кружен тек на улицата Партизанска, која што се вкрстува со новата обиколница, така што овде ќе намалиме брзината на движење на возилата од двете страни. Според ризикот што го носи улицата Панче Караѓозов е голем конкурент на Борис Крајгер, па одлуката со милионот од државата да биде обновена и таа е логична. Ќе ја реконструираме со целосна замена на коцката, но не асфалтирање врз коцката, туку вадење на постоечката гранитна коцка, повторно тампонирање и асфалтирање на улицата и изработка на површина за пешаци, нови тротоари, со што оваа главна улица во населбата Автокоманда најфреквентна ќе го добие вистинскиот лик кој што го заслужува. Со комплетната инфраструктурна и сообраќајна санација на овие две улици, Штип ке реши голем проблем што во старт го поздравуваат и граѓаните. Тоа е добро за сите, за пешаци и за се, и за возачи. Треба да се направи. Можем кружен, мужен, дужен. Ама треба да се направи. Опасна ли оваа? Опасна како не е, што не се почитува, секако е опасна. Лоша е, меѓу најлошите у градот е. И конечно нека направат. Па 100 пати е кажару, треба да се направи. Убаво ќе биде за повеќе за сите убаво. И за вас и за нас. Треба да ја прошират. Оти тука е многу сообраќај. Нема на минута мине возило, затоа ако ја направат да ја прошират, тоа ќе биде добро. Секако, освен овие, во Штип улици за санирање има уште доста, но со решавањето на проблемот на овие две, одговорните ќе можат за момент поспокојно да размислуваат за нови пари и планови за работа.